Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани раководство на Евроникел. Денеска заедно со вице-премиерот за економски прашања Кочо Енгјушев сме во посета на Евроникел Индустри, поранешно Фени Индустри, нашиот познат комбинат за производство и извоз на фероникел, во кој беше завршена најуспешната стечајна постапка во историјата на нашата држава. Евроникел Индустри денеска е повторно уште една успешна приказна и го задржува приматот што го имаше долги години наназад, како најголем извозник на фероникел од Северна Македонија и двигател на македонската економија. Можеме слободно да констатираме дека се надминати сите кризи и затекнати проблеми и повеќе не постои ризик од банкрот со кој се соочуваше вистински компанијата. Вработените се задоволни и срекни, добиваат плата која што ја надминува просечната нето плата во државата, долговите се исплаќаат, се отвараат нови работни места и компанијата продолжува да извезува на странските пазари и да влегува во нови инвестициски процеси. Евроникел Индустри во моментот има 1000 вработени и соработува со 200 локални компании. Швајцарската глобална компанија G-Sol, која што е новиот собственик, изминатата година има вложено 90 милиони евра во комбинатот. Овие бројки доволно говорат за тоа колкаво е големо значењето и импактот што овој комбинат го има за развојот на нашата македонска економија. Владата на Република Северна Македонија будно го следеше процесот на стечајната постапка од причини што овој комбинат е клучен за овој регион, затоа што вработува 1000 наши сограѓани кои екзистираат токму од работата од Фени, но и затоа што е столб на креирањето на бруто домашниот производ и на еден начин е моторот на економскиот развој во земјата наша. За жал, несоодветното менеджирање, толерирано од институциите тогаш ја доведоа екзистенцијата на овие семејства под знак прашалник. Но денес сум среќен затоа што заштитени се работниците и нивните работни места, работнички права и продолжува со работа целиот комбинат. Затоа е исклучително важно да функционира правната држава и владење на правото. Тоа е првата работа која што очекуваат инвеститорите и бизнис заедницата. Остануваме посветени на спроведување на реформите во правосудството како врвен приоритет на нашата агенда. Денеска ќе искористиме приликата и да разговараме со менеджментот на компанијата за да се запознаеме и одблиску со актуелни прашања и состојби во оваа компанија и се надеваме ќе охрабриме да продолжат инвестициите како што веќе се почнати. За човек кој што доаѓа од стопанството, вистинска среќа е да се види фабрика која што можела да се претвори во старо железо, повторно да работи и да види среќни работници и метал како тече. Верувајте, мојата возбуда е голема, што ова денеска го гледам, затоа што се стави крај на една голгота на целиот крај во Кавадаречко, на сите вработени тука, но не само и вработените во Фени, него и на сите добавувачи, сите оние компании кои што работат со Фени. Мислам дека ова е најуспешната приказка од делот на стечајот, најуспешен стечај во Република Северна Македонија направен досега и тоа е гордост за сите институции на системот во државата. Фени не е само статистичка бројка во GDP-то на македонското стопанство. Фени е судбина на овој крај, Фени е судбина на сите овие вработени тука и јас денеска сум многу среќен што гледам среќни лица. Посебно сум среќен што ја гледам иднината на оваа фабрика. Во разговорите со менеджментот разбравме дека тие имаат намера дополнително да инвестираат десетина милиони евра во пуштање на новата печка. Тоа значи ново производство с големени производни резултати и нови вработувања за целиот крај. Од сите скептици кои што би рекол со скудни економски познавања покажаа сомнеш каде се 624 милиони евра директни странски инвестиции во државата во 2018 година, мислам дека ова е најдоброто место од кое што можеме да го дадеме одговорот. 100 милиона од тие се позади нас во овој комбинат, исплатени сите доверители, исплатени сите долгови на фабриката, донесен оперативен капитал во фабриката за работа и сите други до 1 евро ќе бидат објаснети на македонската јавност. Со гордост можеме да кажеме дека ја движиме македонската економија во права насока, дека не правиме стиропор економија, дека правиме економија на реални вредносни бројки. Меѓутоа, денеска е и моментот кога треба да се прашаме каде е одговорноста на сите тие субјекти кои што година и пол ја вознемируваат македонската јавност со дезинформации за наводно мешање несоодветно на владата во овој процес. Јас ќе им одговорам, не владата, институциите на системот го одбранија Фени
од сите оние кои што имаа намера оваа фабрика да ја претворат во старо железо. Институциите на системот го одбранија регионот од она што била намерата на некоја неодговорна власт која што дозволила, значи не само што дозволила да десетици милиони евра од тука излезат, него и помагала во сето тоа, но за тоа си има соодветни институции и органи кои што со тоа ќе се занимаваат. Владата покрај тоа што има капацитет да охрабрува странски инвеститори да доаѓаат во државата, да го гарантира владењето на правото, да гарантира стабилност на државата, таа има обврска и да овозможува сите институции да си ги завршуваат своите надлежности. Јас им честитам на институциите што успеа да ја одбранат фени во ова што беше намера да се случи во овој град. Значи како Евроникел ние сме моментално посветени со ангажмани во три правца во главном. Првите активности се насочени околу нашите секојдневни бизнес активности и задржување на производството. Во вториот дел се активностите кои што ги презедовме со планот за реорганизација и кои што исто се движат во добар правец. И третата активност која што е многу битна и со задоволство би сакал да ја истакнам оваа прилика е инвестицијата која што е од неодамна започната за ревитализација и пуштање во работа на втората електропечка. Тоа се работи за инвестиција во висина од минимум 10 милиона евра, во кое што за нас значи зголемување на производството, зголемување на извозот, зголемен прилив на девизи, зголемени активности на нашите добавувачи и контрактори, а сето тоа ќе се одрази директно и на зголемен бруто домашен производ. Секако тоа не може да се оствари ако немаме институционална поддршка и разбирање со институциите и очекуваме дека тие и во иднина ќе се движат во таков правец, што е многу битно за еден странски инвеститор. Исто така би сакал да кажам, да се заблагодарам денеска на посетата што ја имавме од највисоките владени представници на Република Северна Македонија и од тука да го пратиме заедничкиот сигнал дека Македонија е сигурна дестинација за странски инвестиции. Моменталната бројка на вработеност е 726 вработени, точно само во Евроникел, значи не и подружниците. Со сите подружници како Нова инженеринг, Нова рефрактори, значи околу 1000 бројка. Просечна плата околу 30.000, 29.400. Имаме проблеми, значи со наоѓање во делот на обучени кадри, инко интересот за вработување во ФЕНИ е многу зголемен во последен период, дури малку беше и чудно, нели, фабрика во стечај, а интерес голем за вработување. Меѓутоа, тоа што се случува на ниво на држава, технички обучен кадар се сечава. Значи, јас можам слободно да кажам дека и треба да се работи многу на тој план. Ни представува задоволство што денес имаме можност да ги пречекаме господинот премиер и вице-премиер на Република Северна Македонија денеска. И навистина сме горди што нашата групација е токму таа што ја направи најголемата странска и директна инвестиција во државата. Инвестиција што всушност со која се спаси компанијата од стечај без да се и со тоа да ги заштити повеќе од 1000 работни места кои што оваа компанија ги овозможува. И сакам да искористам оваа пригода исто така да им заблагодарам и на сите вработени за нивната посветеност и за нивниот секојдневен ангажман за оваа фабрика и понатаму успешно да работи. Нашиот фокус сега е оваа компанија да стане најголем производител на фероникел во Европа и редовно ќе информираме и јавноста и пошироката наша заедница за напредокот што го имаме во делот на развој на компанијата. Веруваме дека нашиот проект за раст и развој ќе има силно влијание врз општеството и врз деловниот сектор во државата.